За нас е една бурна година. Заедно надминавме многу предизвици, но горд сум дека сепак реализиравме многу. Се изборивме со бројните обструкции од власта, со намалените дотации и енормно високите сметки за електрична енергија. Но тоа е нашата обврска, да работиме и да изнајдеме решенија за проблемите. Проектите го докажуваат тоа. Реализиравме многу, иако буџетот беше креиран кога ја преземавме локалната самоуправа. Сепак го извадиме максимумот. За една година реализиравме над 90% од планираното. Асфалтиравме улици во вредност од 25 милиони денари. Изградивме балон сала која ќе им служи на најмладите во вредност од 9 милиони денари, а имаме и најмодерна противпожарна станица, како и дека набавивме 2 противпожарни возила за потребите на нашите пожарникари во вредност од 120.000 евра. Буџетот за 2023 година го правевме заедно со вас, со граѓаните. Вашите идеи се преточени во проекти кои ќе се реализираат. Ви благодарам на секој еден од вас за тоа што проектите кои ги предложивте се реални и возможни, а идејата на Катерина Манева ќе биде имплементирана во буџетот и реализирана во 2023 година. Ало, добар ден! Здраво, Катерина! Сакам да те информирам дека твојот предлог за кој што зборувавме за асфалтирање на вашите улици Михајло Апостолски, Гаврило Гаврилски, улицата 3 и 4 ќе бидат реализирани во 2023 година. Ти благодарам, стварно ката ти благодарам на идејата и ви стојам на располагање секогаш кој ќе ви затреба. 2023 година ќе биде година на инфраструктурен бум во Свети Николе. Ќе реализираме и ќе асфалтираме улици, канализации во вредност од 20 милиони денари и ќе изградиме нова балон сала во средното општинско училиште Кочо Рацин во вредност од 9 милиони денари. Ова е само дел од проектите и верувајте, ги има уште многу. Драги мои сограѓани, продолжуваме со транспарентно и отчетно работење, бидејќи вие заслужувате многу подобра иднина. ВМРО-ДПМН е партија која секогаш го слуша народот и работи за интересот за народот, за вас. Почитувани, нашиот пристап е од народот за народот. Така планираме да ја водиме општината. Така ВМРО-ДПМН ќе ја води и Македонија. И општините и државата постојат за народот. Вие сте тие кои треба да бидете во центарот на вниманието. Вашите интереси се пред се. Тоа е наш завет кон вас. Свети Николе е пример како со честно, домакинско и посветено работење можеме да направиме многу. Дејан реализираше над 90% од програмата за 2022 година, а во 2023 година Свети Николе ќе добие нов парк со памп трак, справи за развивање на моторички вештини и ново детско капче, со комплетно осветлување и уредување со модерна урбана опрема во вредност од 7,5 милиони денари. Продолжуваме заедно да градиме модерни и европски општини и продолжуваме да создаваме иднина за сите граѓани.